Утре ќе почне најголемиот научен експеримент во историјата на човештвото. Длабоко под швајцарско-француската граница, научниците ќе ја бараат така наречената Божја честичка или првобитната материја од создавањето на универзумот. Кога ќе биде вклучен 30 километри долгиот забрзувач на честички на Европскиот центар за нуклеарни истражувања, ќе симулира услови од создавањето на Вселената. Но некои научници предупредуваат дека стротната енергија на машината ќе создаде вештачка црна дупка што ќе ја проголта земјата. Сепак научниците кои работат на проектот таквите тврдења ги нарекуваат безсмислици. Сакаме да ги рекреираме чудесните случки за мистериозниот почеток од пред 14-15 милиарди години. Како се создале атомите, звездите, галаксиите, планетите. Хут објаснува дека црната дупка која можеби ќе се создаде би била нестабилна, би постоела неколку милисекунди и нема да представува никаква опасност. Од друга страна, научниците велат дека и најголемите откритија секогаш биле оспорувани од скептици. Мора да разбереме од што се создадени звездите. Сакаме да знаеме како е родено нашето сонце. На Мамутскиот проект работеа 8000 научници од 85 земји, а 10 годишната изградба чинеше $10 милиарди.